По барање на Европската Унија почна и прочистувањето на судиите. Процес кој е неопходен за Франција повторно да не блокира во обидите да добиеме датум за почеток на преговори. Вчерашни беше на едно вакво прочистување на судии. Па да погледнеме. Ја пееше ли вода во Борче? Па не знам. Да не ја пееме два пати, ајде. Сакав да речам, има секако многу грешници во овој наш двор, во ова наше свето преображение. Дали ќе можеш ти да ги прочиташ молитвите да побрзаме? Да, ама од која молитва? Ова за политичари ше? Не таа, Борче. Испеа она молитва по Европска Унија што е за адвокати и за судии. Само... И успокои го гласот, те молам. Повели, чедо. Брисел наш, кој си во Белгија, да влеземе и ние еднаш во тебе, па да биде ЕУ овде како и во Пловдив, и да се почитуваат законите твои, и долговите наши прости ни ги кој што им ги проштеваш на грците, не воведувај ги овие грешници во мито и корупција, и избави ги од љубовта кон кристалите и кон муфта вискито, и ЕУ. Ете така, чедо Божје, сега си чист и ве молам како судии да судите правично и секој мито што ќе ви го понудат да ни го дадете нам, за да ви избавиме од сите тие гревови и да не шетате во вечна темнина. Повели, Борче, дади му некоја визитка, ќе се најде овој човек. Таму кај свеките земи си визиткарта. Повелете, вие сте адвокат, извадете ги на очарите, сепак е ова едно свето преображение, бакни рака, повели. Брисел наш, кој Побрзај, Борче, ајде, немаме цел ден. замени еднаш во тебе.